за водата во природата. Како се движи водата во природата? Знаете ли како се движи? Така е, кружно се движи. Ајде да видиме како е тоа кружно движење со ова наша изработка што ние ја направивме вчера. За сите поединечно, ама еве на еден пример ќе објасниме. Ајде те молам, ти заврти го. Еве Ксенија. Каде се наоѓа сега водата? Каде е? Капките каде се сега? Ке облаците. Добро. И почнува да врне дожд. Каде паѓаат сега капките? Ке планината. Ајде и другите помогнете и на Ксенија. Реката. Може и во реката, може и на ливадата. Доаѓаат дури и до каде се сега? Во морето. Во морето се, одлично. А потоа, бидејќи грее сонце, каде се сега? Капките каде ќе одат? Ке звардите. Како се вика тоа кога... Ке испарат. Ке испарат. Така е, Душо. Тоа се вика испарување. Значи, топлината помага капките вода да испарат и каде се враќаат повторно? Во облаците. Во облаците. Ајде сега заврти ги да видиме како ќе стигнат до облаците. Ете, се движат и повторно доаѓаат во облаците. Направивме цел круг? Да. Така е, направивме цел круг. Ајде заврти го сега ти. Сега ти со твојата раче. Врти го кругот. Ете, тоа е кружно движење на водата во природата и тоа постојано се случува. Водата оди горе во облаците на небото, па се враќа повторно на земјата и повторно горе во облаците. Ајде да видиме дали убаво ќе се движи. Одлично. Благодарам, деца. Може да ми мафнете сега сите? Да ви видам дали сите ги фативме? Одлично. Зашто учевме? Што е ова? Кружно кој се движи? Вода. Каде? Во природата? Да. Водата во природата се движи како, деца? Кружно. Во круг се движи. Благодарам. Видиме? Каква е улицата, деца, сега? Водена. Од дождот е водена. Аха. Добро. Ама ќе видиме за некое време дали ќе остани вака. Или што ќе се случи со водата? Ќе испари ако има сонце или ако има што? Така е, ако има сонце или ако има ветар. Од што ќе испари водата? Од сонцето. Од сонце или од што друго? Ако дувни што? Ветро. Браво, ако дувни ветар или ако има сонце, водата ќе испари. Ајде ќе видиме. Ќе почекаме.